планина. Сува планина како северно продолжение на Караџица представува најсеверната и најсеверозападната крајна огранка на планинскиот масив Мокра Јакупица. Се протега во меридијански правец во права линија од југ кон север, при што на исток е одделена со длабокиот долна Патишка река, а западната падина стрмно се извишува над Треска, при што таа представува и вододелница меѓу сливовите на Треска и Маркова река. Започнува на југ од Караџица од пределот кај врвовите Остри врв и Мирска вода, пошто нејзиното плоснато било, на кое се наоѓаат месностите Пропаст, Зајачница, Кашкало, Добридолски рупи, како и Јарамиска пештера, при што постепено се снижува кон север се до селата Јаболци и Нова Брезница. Билото е целосно голо и покриено со трева, додека падините во јужниот дел се обраснати со борова шума, а крајниот северен дел со дабова и нискостеблеста и грмушеста растителност. На низините падини нема извори поради што таа го носи името Сува планина. Највисока издадена точка во вид на врв на средината од билото во северниот дел е котата 1964 метри надморска височина во пределот Кашкало, но на западниот раб на долот Треска, на изразитиот Карпес гребен има повеќе коти високи нешто над 2000 метри. Во северниот дел има 3 позабележливи издадени но ниски врвови. Габрулица 1239 метри надморска височина, Горни покојник 1078 метри надморска височина и Остреш со 1022 метри надморска височина. Скопско кале. Меѓу најзначајните објекти во 17-тиот век во Скопје патеписците ја споменуваат Скопската тврдина со двојни високи бедеми, 3 железни порти, 70 кули и една водена кула, а на источната, југоисточната и северната страна имало длабок ров со дрвен подвижен мост пред портата, која имала кула и стражари. Како највисока точка во градот, калето од секогаш било ценето од местното население. Населби на тоа место постоеле и пред да се изградат зидовите. Најраните познати жители на местото живееле во неолитот и раното бронзено доба, 4000 години пред нашата ера. Тврдината што ја гледаме денес е изградена најпрвим во византиско време со камени зидови со должина од 121 метар. Според археолозите, камените блокови од кои е изградена тврдината биле земени од изрушениот град Скупи подолу. Кале е едно од најпопуларните места за посета во Скопје. Тврдината нуди фантастичен поглед на градот, како и можност да се дојде до старата скопска чаршија од градот за неколку минути. Во лето тука се одржуваат концерти и театарски представи. Археолошките ископувања на Скопско кале започнале на 14 мај 2007 година. Големиот обем на истражување и силно изложената поставеност на местото во самиот центар на Скопје предизвикува голема заинтересираност кај јавноста, туристите и кај медиумите. Вечно